Добре дојдовте во нашиот нов чекпоинт. За ова издание имаме подготвено тема која ќе ве направи носталгични, но некои и љубопитни, бидејќи во ова издание ќе зборуваме за тема со која што раснеле многу генерации. Станува збор за флипери. Да видиме што ќе ни каже анкетиран граѓанин за тоа што се флипери. Флипери се пинбал, фудбалче, други таму механички игри. А видеоигри, флипери се со джойстик, со физички игри на видео на монитор. Како што кажа нашиот љубител на old school игрите или на нашки кажано старата школа. Флиперите представуваат место каде што се забавувале младите генерации во тоа време. Односно, тие низ тинеџерските години го поминувале повеќето од своето време во флиперите. Тие представуваат механички машини кои нудеа задоволство, нервоза, дружење, едноставно тие беа начин на живот за повозрасните наши гледачи. Играњето на аркадните машини, пикадото, фудбалчето на маса, пинбал се само дел од флиперите. Има можност како мал да поминам и низ тоа време, но никогаш повторно нема да дојде до израз или нема никогаш повторно да бидат на мода тие флипери. А еве кој период е подобар според граѓаните. Тоа беше интересно време. Кабаре со флипери со тие работи. Сега, како ви кажу. Повеќе ли го оправдуваш тоа време во смисла на дружење со другари порно флипери отколку на пред компјутери или? Па, голема разликата. Сега пред компјутери виртуален свет повеќе, ова е малку по паралелно. Па outdated се моментално. Тоа барам. Мислам дека се outdated веќе не се во мода, али окей се за ретро геймери. Разбирам ако имат нели интерес. Каде ти е подобро, например, во играчната компјутерска или во флипери? Играчница. Играчната зашто? Да. Затоа што има поголем избор на игри. А во флипери дали сте били? Одамна многу. Добро, и тоа е подобро, например, ти седнеш флипери, ще со другари во флипери. Со другари во флипери. Да. Не, мислам некаде е подобро. Во флипери? Да. Неко подобро е, не знам зашо. Дали си го заварил времето кога имало флипери? Не. Дали ви Мајка ми има игротека и имаше и секојаш другари игравме на флипери. Поделени мислења, но сепак минатото доаѓа до израз. И прогласуваме победа на флиперите, бидејќи сепак тие ни нудеа директна дружба и реална, во реално време, а модерното време ни нуди нешто спротивно, односно виртуелна социјализација и дружење со нашите пријатели. Доста носталгија. Одиме на поведро. Што е тоа што ја обележа оваа недела во светот на технологијата и видеоигрите? Творците на Cyberpunk 2077 на суд. Имено откако компанијата направи вртоглав профит со 13 милиони продадени примероци за непол месец, сега доаѓа нов удар за авторите на видеоиграта, односно против студиото CD Projekt Red поради наводното кршење на федералниот закон. Станува збор за преголемиот проблем кој се појави со багирањето откако излезе играта, а Rosen Law Firm ја предал тужбата во име на акционерите на CD Projekt Red, во која се бара одштета според федералниот закон. Во тужбата се наведува дека студиото намерно давало лажни или нецелосни изјави, како и дека намерно го криеле фактот дека Cyberpunk 2077 е практично неигрива за сегашната генерација на Xbox и PlayStation, поради лошата оптимизација и големата количина на грешки во играта. Знаете дека PlayStation ја повлече играта од својата виртуелна продавница, а имено резултатот од тоа е намалена репутација и материјална штета на CD Projekt Red фирмата, која ја создаде мега популарната видеоигра.
Оваа вест доаѓа по претходниот извештај за тоа дека адвокатите и инвеститорите во Варшава, Полска, од каде потекнува CD Projekt, ја испитуваат ситуацијата и размислуваат дали ќе преземат нешто околу случајот. Имаме нешто и за оние кои што се љубители на Nintendo, оние носталгичарите. Nintendo немојте да очекувате во блиска иднина. Даг Баузер, кој е шеф на Nintendo, изјави дека геймерите нема да добијат нова конзола во блиска иднина. Според него, Nintendo Switch е на средина од својот животен циклус и тоа би значило дека нова генерација на Nintendo може да дојде дури за 3 до 4 години, бидејќи самата конзола се појави во 2017 година, евене на прагот од 2021. Nintendo никогаш не ги разочаруваат своите корисници, па така верувам дека ќе биде и овој пат. Се најавува дека може да се очекува Switch кој може да покренува игри во 4K резолуција, но сепак Баузер изјави дека сегашните цели на компанијата не се нови производи, бидејќи моменталното Nintendo остварува рекорден профит. Замислете да можете да играте видеоигри и во исто време да си го подготвите своето омилено пиле за јадење. Сега тоа е возможно со помош на KFC конзолата. Ланецот од ресторани за брза храна, KFC, заедно со Cooler Master, направија конзола која освен што може да игра игри во 4K, може да ви помогне да си го подготвите пилешкото, како во микробранова печка. Има многу технологии кои се најавуваат, но никогаш не го дочекуваат светлото на денот. Но оваа не е првоаприлска шега. Дискот на KFC конзолата дури и со поголем капацитет од PlayStation 5. Конзолата е всушност мал компјутер кој ја покренува процесорот на Intel NUC 9 Extreme Compute Element, базиран на i9 процесорите од 9-та генерација на Intel. Се користи GeForce RTX графичката и тој тандем наводно може да поддржи гейминг во 4K до 240 FPS. За сместување на податоците се користи хард диск на Barracuda од 1 терабајт. Пилешкото ќе се стопли со топлината од овие компоненти. Оние кои играат игри знаат што значи топлина од нивните уреди. Доста е јадење. Да видиме уште еден рекорд од не така интересна игра. Играта која излезена пред 2 години, оваа година ги дочека своите 5 минути и добро ги наплати, со што PC верзијата е заслужна за 64% од приходите во периодот од август до ноември, а доколку сакате да ја играте на мобилните, таа е бесплатна. Имено во Among Us сте на вселенски брод и сте астронаути со вашите пријатели, но еден е предавник и ви работи позади грб. Морате да го откриете кој е и да го изфрлите во вселената. Интересно, зарем не, но само првите неколку играња. Потоа досадува, а затоа овде се стримерите на YouTube и Twitch, кои се уште ја држат оваа игра на завидно ниво во виртуелниот свет. Познато е кои се најпродаваните игри за 2020 на Steam. Од изборот нема да се изненадите. Ништо ново кај најпродаваните игри за 2020 година. Имено PUBG, GTA 5, CSGO, Monster Hunter World и Rainbow Six Siege го зазимаат приматот на најпродавани игри, додека парче од колачот земаа и Cyberpunk, Doom Eternal и Fall Guys. Помеѓу 100 работи со најмногу продажба не беа само игрите за оваа година, туку и алатката за позадина Wallpaper Engine, што се однесува за најиграните игри за 2020 кои преминале 200.000 активни играчи, се Cyberpunk, Destiny 2, Mount and Blade 2, PUBG, CSGO, Dota 2 и многу други, бидејќи листата и не е така мала. А сега што ќе ни каже Бомбакис за видеоигрите? Останете со мене и гостинот на геймерското столче. Следува многу интересен разговор помеѓу две различни личности. Особена чест и задоволство е во овој чекпоинт да ми биде гостин критичарот, човекот кој што измалува насмевка кај сите повозрасни и помлади со своите интересни картони, зборовите кои што знаат да ги насмеат сите популации. Добар ден или пак добро вечер на Бомбакис. Добро вечер, ова прв пат некој да ме нарече критичар. Не знам зашто така, ама не, окей. Пошто сите на друг начин ме гледаат, али фала ти на поканата. Вака, како се чувствуваш да седеш на геймерското столче во чекпоинт? Топ, иако никад у живот не сум геймал,
али многу ми е добро и забавно зашто се врти, не знам, интересно ми е некако да ти кажам. Вака, само да ти појаснам зошто критичар, бидејќи на некој начин знаеш да искритизираш некоја наша менталитетна особина, балканска, знаеш, да ја направиш поинтересна, да речеме, ради тоа. Гледам малце да ги освестам луѓе на некој начин, мада некако слабо ми иде. Мада, не знам, добро е, окей. Се освестуваат. Полека ќе биде. Не може Има се надеж. наеднаш, али полека ќе биде. Вака, ти важи за некој позитивен кој што иако критизира, сепак на позитивен начин критизира. Не да наметнеш некое негативно влијание, туку да се насмееме сите со тие критики. Па ме интересира што мислиш ти за видеоигрите? Ова ти беше добро со позитивноста, да гледам да ширам позитива. У оваа цела негатива тука кај нас. Инаку за видеоигрите што мислам? Па мислам дека е окей за кога ќе имаш слободно време, нешто да си го ослободиш умот и да си играш нешто, да го ставиш мозокот на пасење и да ја тргнеш цела нервоза секој ден бието. Дали ти си играл некогаш видеоигри? Сум играл, да, али не сум играл нешто ептен као цело време секој ден, него чат-пат, кога ќе најдам време за мене и да, играм. А вака, од кое време потекнуваш ти на тие, да ги наречеме и видеоигри, знаеш, по флипери кога се одело, кога се пуштеле жетони за да играш и тоа, дали си од тоа време, дали си играл тогаш во флипери? Сум играл, да, Мустафа сум играл, знам со другарите, со жетони кои ќе ставиме, си игравме таму доста. И имаше интересни други игри, што не ги памтам сега, пошто тоа оддамна беше. Али највише што сум играл во животов ми е PES, да ти кажам. Пес со другари, предпоставувам. Со по 2 на 2, со 4 чојстици, со сите салтанати, со сите циркузи. Значи, тоа ти е било некој филтер за да излечиш нервоза, да речеме. Издувен газ на некој начин, малце нервозата или не нервозата, нешто да олабаиш од не знам, место да правам ручек, ќе играм игри. Место да правам ручек, Место да готвам нешто, наоѓам некоја друга занимација. А вака, од кои години ти вака си почнал да се занимаваш со PES, да речеме? Со PES кога сум бил, не знам, прво памтам дека имав Sony двојката и оттаму почнавме со PES и игравме цело време. Тоа е, не знам, има некои 10-15 години максимум. Да, така нешто. Не одам на видов кај тебе на Инстаграм дека се уште играте со другарите. Се уште практикувате да седнете така и да се изгубите. Па да, играме, само сега малце поретко, пошто сите се со обавези, сите сме по 30 години и више немаме време да најдеме, пошто нели сите со жени, со деца, со ова, со она. Али знаеме така да откачиме нека тај дојди кај мене, ќе слободен сум сега, не е дома жена ми, ќе изиграме нешто. И наоѓаме По колку време знаете да утепате така? Па доста време, више тако е. Ако е бал да биде маскенбал, за цел ден можеме да седнеме и да играме. Без проблем. Без проблем, без ништо. Само да имат пиво. Пиво? Да, пиво да има и можеме до сабајле да играме. Па добро пиво, не е Да. алкохол, да Не, речеме. не е алкохол, чисто да те релаксира исто кој играта. Да, и што мислиш, како влијаат освен да те релаксираат игрите, видеоигрите? Дали некои игри имаме каде што може да не направат поинтелигентни, да го наречеме некако? Па сигурно има, да. Не знам сега ти викам, не сум играл многу, али сигурно има некои што може да ти го развијат мозокот, дефинитивно. Сега не сум толку стручен да објаснувам тука да кажам. Али има и некои игри што не ми се свиѓаат, што не знам, што се со многу пукање, крвови, па деца да си прават филмови, па излагаат надвор, па нешто глумат, тау, појма нема. Може да има некоја како нормала, мислам, не нормална, граница некоја да има на нормалата, до кај може да си иде. Например, сакаш да кажеш дека GTA не треба да ја играат деца, не треба да гледаат деца Па и не сето тоа? стрикно GTA ја имам играно, али не сум се внесувал во играта толку па. Али да биде малце, да нема насилство во играта, тоа пошто деца се што ќе видат тоа прават, тоа копираат. Бидејќи баш пред некој ден видов како мим, знаеш, нели, тоа е актуелно. Вика, зошто нема деца во GTA, како ликови, знаеш, да ти шетаат по улица. Вика, бидејќи тие играат. Да, тие играат, дефинитивно така, управо се скроз. Еве, ти рече дека играш PES. Например, PES до некаде може да влие, според мене, моje мислење е дека може да влие интелектуално, бидејќи сепак колку си понервозен, знаеш дека влегуваш во телевизорот Да, и повеќе губиш. PES не може, PES ти е игра баш, сите спортски игри ти се баш за релаксација. Сега
треба да навлезеш ептен, имаме еден другар што е од Србија и он FIFA игра до душе. И ептен се напреварува, па сите тактики ги знае, па мести, циркузи прави се. Ама у принцип е за релаксирање. Така е барем ја доживувам PES. Да, а што мислиш за денешниве деца што цело време се на телефоните, некои од нив играат постојано видеоигри на компјутер, на PlayStation, Xbox? Нажалост, Кој е крив за тоа? па мислам дека се родителите, зашто кога немаат што да им прават на деца, им даваат тоа, не знам, играчка, компјутер или телефон и им викаат ајде супер си сега, гледај го тоа за да ги смират и они да си бидат на рад. Ама ја не го поштувам тоа зашто не знам уште од мали да ги учиш на телефон некако не иде. Имам доста вако примери, ама ја им викам на родителите, не го правете тоа, ама не можеш да им докажеш. Они сепак нивно е детето, они као сакаат ќе си го воспитуваат, оставам на нив. Како детство си имал ти? Како си растал? Дали по флипери си идел цело време? Дали на улица си растал? Па по флипери не цело време, чат пат, али сум растал на улица, сум играл жмурка на топка, фудбал, баскет, сум играл, не знам, грабни стапче, ластик не сум играл пошто не сум девојче, али сум држал ластикот за они да играат. Не знам, имаш Ради симпатија претпоставувам или било? Нормално, класика, да се наприш као тука фраер Важен. или друго, да, и мора. Али тоа у принцип, не сум геймал толку многу, као денешниве деца што го прават тоа. И ајде сега да ја најдеме таа паралела некоја. Што мислиш какво детство е подобро? Па дефинитивно на улица да излезеш со другарите, да се социализираш, да знаеш што се дешава надвор. Надвор од виртуелниот свет. Пошто они кога ќе влезат малце, запаѓаат трансо и не знаат што прават. Мислат дека тоа е животот таму на компјутерот. И затоа апелирам до сите родители малце да ги исклучат од тие компјутери, од тие таблети, се тоа што се случува на социјалните мрежи, да ги однесат малце децата надвор, да си поиграат како прави деца, како ние што сме растеле на времето. Да, но знаеш, сега веќе технологијата си го прави своето. Помалку деца на улица, во мало помалку деца, нема деца што надвор ќе си играат и да речеме да си играат, тоа ќе биде, што знам, 2-3 часа, па потоа повторно на компјутери, на телефони, мобилни, играње игри, гледање видеа на YouTube. Па, што мислиш за јутјуберите кои што играат игри? Нажалост е така, дека, како што кажа ти, али пошто времето иде нели напред, а за јутуберите што мислам? Не мислам ништо, немам мислење за нив, мислам се е окей. Не, стрикно за оние кои што играат игри и ги гледаат децата, да речеме. Немам уште оформено мислење за тоа, али може да си прават нели што сакаат, само нека не играат некои насилни игри, нека не прават, нека не ги терат децата да прават нешто лошо. Нека играат нешто што е стварно интересно и што стварно е едукативно на некој начин, да не биде нешто со, не знам, со којање, со пукање, со крвави, со такви глупости. Да, но сега нели веќе живееме во време кога таа индустрија многу профитира. Знаеме сега поради оваа ситуација со ковид колку масовно се продадоа игрите, видеоигрите, колку профитира големите компании. На некој начин самото време не натера да седнеме дома и да се релаксираме со видеоигри. Па дефинитивно е така, али не можеме ние ништо да направиме, да смениме нешто, не можеме. Само да гледаме малце да се дистанцираме од некои такви игри. Мислам, не лоши, али пак не толку, мислам, не се толку релаксирачки како што е спортската игра, нели, спортските игри. Како е чувството да седеш на геймерско столче, ми кажи? Многу е јако да ти кажам, ептен е добре, гледаш си се клацкам од преска, али прв пат седнам на геймерско столче. Многу е удобно. Сега, замисли да ти понудат, што знам, добра сума, прифатлива, и да играш PES професионално. Геймерско столче, ти играш по цел ден PES, дали би го прифатил тоа? Па, зависи, да. Може, да. Али не да ми дадат и малце пауза, да направам нешто друго, не само да седам и да почнем Не, се се здрвам, разбирам. малце морам да се разгибам нешто да направам. Да можеш да живееш од тоа, дали би прифатил? Па не, цело време само да седам во едно место, не. Ја не поштувам канцелариска работа, да идам од сабајле до вечер, мислам по 8 сати да седам и да бидам као здрвен, сакам да бидам као на терен, тоа ми е подобро.
Значи ти мислиш дека треба подобро да правиме нешто попаметно отколку да седиме дома и да играме видеоигри. Не, Така? треба да правите нешто што го сакате, а не нешто што парите ви кажуваат да го сакате. Материјалното да не се гледа на некој начин. Не тоа. А што мислиш за оние кои што прават големи пари од видеоигрите? Што играат видеоигри? Професионалното играње на видеоигрите. Па ти викам, имам еден другар, не имав, него имам еден другар што исто прави пари од тоа, али се знае кога прави, мислам се знае кога игра 2-3 сати, можеби од денот и знае кога има турнири, се другото време му е со неговите, си го исполнува како што он знае. Така да на тој начин може да, ама сега да седам цел ден да играм игри, нема логика некоја. Зошто ја би можел да речеме после напорен ден па некои 4-5 часа комотно да се изгубам во виртуелниот свет, што се го викаш ти. Независно, знам да менам игри, да играм PES, да уклучам некоја пукачка игра, не знам, GTA да возам коли. Знаеш, оно, релаксирачки делува, не знам. Се е вако кажи од човек до човек. Така да ти можеш, ја не можам. Секој различно. Ја не можам да седам кој американци, седам на компјутер, да играм, да јадам хамбургер, да пијам кока-кола и да се направам толкав слон. Не знам, не ми е тоа филмот, ама некој може. Не да се направи слон, него може да игра. Како ти почнува денот на тебе, да речеме? На мене како ми почнува денот, станувам, си проверувам што се случува на мојот портал, што се случува во маркетинг агенцијата, докај сум со плановите, докај сме со снимањата и кафе едно мора да се испие обавезно и на крајот од денот едно пиво за да ми смири живците. Тука ти е најголемата грешка, да ти кажам искрено. Зошто така мислиш? Абе, каде, да не седнеш да се опуштиш на компјутер, на мобилен телефон нешто да поиграш. Абе, ајде, не ме зафрка. На мобилен не бива телефон не можам да се опуштам, зашто многу ми е мал екранот, не можам да играм на вакво на телевизор. Sony стрикно да, ама на компјутер да седам игра да играм, не можам стварно, некако ми е. Зошто? Па не знам, некако ми е мал вакво мониторот и дури најдам нешто, не знам, да се губам. Не можеш, ти сепак си PlayStation играч. PlayStation играч, класика, рачка имаш, знаеш што треба да правиш, имаш телевизор пред тебе и чао, пријатно. Која е спротивност од мене, еј. Ја Ти па си не во можам компјутер. на PlayStation. Никако не можам, не знам како да ја немам контролата врз играта се осеќам. Буквално. Па, што знам, тоа ти викам, сите сме различни. Различни, така да. Сите си имаме свое. Интересно, баш интересно бидејќи како и да пробам со џојстик да командувам било која игра и може компјутер, не, на компјутер да приклучиш џојстик и да играш, нема шанси. Некои игри не се играат, мислам, на джойстик. Се е различно. Знам, например, Call of Duty не можеш ти на джойстик да играш. Али PES не можеш па на тастатура да играш. Кој не, ќе те скршам, Кога значи, Кога сакаш. значи на тастатура За PES. сум махер. Не, Лом право. кога имаш джойстик е друго нешто, вака. Не можам, никако не можам да се снајдам на тоа Ќе чудо. научиш мал Мал сум. ќе научиш. Ајде да речеме ти си поискусен. Да, у PES можеби, а у други игри не знам. Не играш. Па Мобилни игри не играш? не, играв на времето, пошто немав што да правам со животот, играв Crash, Candy, како се викаше таа игра. Бендикут ли, како беше? На Facebook, Candy Crash. Е. Знаеш, глупости си се лизгав, си правев таму. А покер, не си играл покер на Facebook? Не, никад. А? Такви ствари, покер не, у казино не сум гледал никад у живот, така да не пуштам такви ствари. Од карти... Фармер не си бил. Добро, да, берев таму глупости, да, на времето берев, да. Ама кога беше интересно, да, берев и си садев и тоа ми беше окей, дефинитивно. Значи, Facebook игрите повеќе си играл. 2-3 у принцип, до сега. Ама повторно не ми одговори. Дали мобилни игри си играл некогаш? На телефон, знаеш, си имаш Да, змиичка, рече на оние старите мобилни Змичка, телефони. Сега гледам, чекам, тоест да ми текне нешто, ама не сум играл на телефон. Не знам, не ми е телефонот некој за играње. Зошто? Па не знам. Не можеш. Не знам. Мал екран. Мал екран, немам што да сега да се стискам тука, не била. Не бил, а? Да, не ќам некој. Не ќам него, не ме фасцинира тоа, не Еве да речеме PUBG Mobile, знаеш кога излезе си таа игра, сега се уште има сите што ја играат, со преживување PUBG, со преживување. Не си играл. Не. Не си Прв играл. пат слушаме, не знам стварно. Леле. PUBG, не знам PUBG. стварно, појма немам.
Не, Fortnite ја знаеш сигурно. Fortnite деца што да, ама и не знам ни у Fortnite што се работи. За повозрастни PUBG. Аха. Fortnite колку е за деца, PUBG е толку за Али исто повозрастни. нешто пукање, мукање, нешто. Да, преживување од авион пајаш, секој пајаш се. од авион, бро. Па не знам Како да да ти ти кажам. Не иќам такви игри. Едина таква игра што сум играл на времето Counter Strike, али мрежно, знаеш, што другари ќе идеш у како се каже компјутерчилница, не знам. Добро, играчница да речеме. Играчница е, бро. И ќе седнеме 10 души, 5 на 5, ќе испукаме таму Counter, али ради дружба и сега ја те убив, ја не знам. Тоа ми беше окей. Јако му обетима после тоа. Да, после ти текно јако те убив, ја клекнав доле, со читови играш, нешто глупости. Па тоа сум играл исто, од таков жанр на игри. Да. И што би препорачал вака сега, многу ме интересира. Дали да играат PES или на компјутер да играат игри? Да играат, препорачувам да играат PES, строго PES, FIFA, не ми се свиѓа FIFA као игра. Па не знам, PES ми е по као не знам дали реално, дали ќутнам ако кажам реално, али Немај гале, слободна е. али не знам, мене ми е по-добра и по-реална ми е PES и контролите и све, не знам, све ми е по-окей. Од кој PES Луѓето играш? као се- Од која верзија на PES, од која година? Не знам да ти кажам, не памтам. Ама ако излезе, не знам, Sony Од прилика? двојката 2010 некаде, и така. девета, така нешто, да. Тоа беше. Од тоа беше. Да. PES 6 немаш играно? И Become Најдобра. Legend и... P6, браво, бе. Па P6 ја имав, таа прва ја земав, мислам дека да. Таа се смета за најдобра. P6, да, PES. најдобра е, браво. Па таа беше, таа што ме освои, од тогаш па наома. И се болje и болje. Да. Али пак, спортска игра си е спортска игра. И Обожаваш кошарка, спорт? да, многу поштувам спорт, и фудбал, и баскет, и све. Знаеш Од да спорт. отидеш со другари да поиграш нешто надвор од виртуелниот свет, Надобро, иако не си да, геймер. Играв на времето и баскет, и тренирав, и фудбал. Фудбал не сум тренирал, ама сум играл. Све знам да играм од спорт, освен тенис. Тенис, да. не? А ти? Тенис сум гола вода, па не знам. Некако Не си го ми е пробал мој- Џоковиќ во себе. Да, не ми е мој тип тенисот, така да, шо знам. Ред. Вака, овде ќе привршуваме и овде ќе го поставиме нашиот чекпоинт. Се надам дека уживаш и ти во ова емисија. Те очекувам нареден пат повторно со нови муабети да поиграш малку повеќе игри. Слушај, вака немој само PES. Те чекам и со компјутерски игри, со компјутерски и обавезно некоја телефонска игра да пробаш. PUBG да ја пробаш, лајт Да, обавезно. Да, може да ја пробам. Ја мислев ќе седим уште малце, таму ми тргна мовето, таму мај ме бргаш ќе си идам. Седи што ќе правиш тука. Поседиме што има. Вака, како си ти задоволен од чекпоинт? Јас сум топ задоволен, топ. Не сум топ задоволен, него презадоволен сум и многу ти е добра емисија и многу е лабав и опуштен мобетот. И иако не сум играл многу игри, ама мислам дека ти бев добар соговорник. Перфект. Да, и гледате го човекот, многу е добра емисијата и ќе има добри гости у наредните емисии, боле од мене, така да следете го човечето. Го закажуваме овде нашиот чекпоинт, заследете го Бомбакис на Инстаграм обавезно. Ние се гледаме во наредниот чекпоинт, од каде што ќе продолжиме. Заследете го исто така чекпоинт на социјалните мрежи, Инстаграм и Јутуб и се гледаме во наредното издание. Пријатно!